Нова капитулација или вистинско решавање на спорот? Француското решение за закривање на бугарското вето, кое со себе носи прифаќање на сите бугарски барања во преговарачката рамка, значи и сериозно подкупување на македонските национални интереси, смета експертската јавност. Се случува невиден преседан што европските лидери го одобруваат тоа за кое беа категорично против, дека билатералните спорови не може да бидат дел од преговарачката рамка и услов за почнување на преговорите за земјата кандидат. Професорот по меѓународно право Дејан Марулов во изјава за Алфа вели дека некој во владата треба да одговора за тоа што е дозволено да се преговара за работи кои не беа дел ниту од договорот за добрососедство. Марулов е дециден дека иако вината се префрла врз Македонија, Бугарија е таа која не го почитува договореното, бидејќи во договорот од 2017 никаде не е наведено дека бугарите треба да бидат дел од преамбулата на уставот, што значи дека официјално Софија излегува надвор од подпишаното. Кога веќе се бара почитување на договорот за добрососедство и пријателство, дека овие барања се надвор од тој договор. Значи има можности кај може да се реагира и кај треба да бидеме каде можеме да бидеме гласни ние како држава. Тие се некои значеје вака сега од прва што можам да ги. Инаку секако дека е потребна подлабока стратегија затоа што нас доправа не очекуваат нови барања од кои ќе ги почнеме тие преговори. Членството на Западен Балкан во Европската Унија не е само чекор напред за нас, туку и за самата Унија. Професорката по уставно право Гордана Слјановска-Давкова алармира дека и покрај испорачаниот предлог од Франција не сме да се излегува надвор од копенхашките критериуми. Слјановска вели дека сценариото со францускиот предлог е дека сите барања на Бугарија ќе бидат ставени во делот на демократијата и тогаш воопшто нема да може да се смени ништо. Дури да започнат преговорите, вели, тоа ќе биде маратон на нови условувања на секој отворено поглавје во Брисел. Оваа власт треба да се замине, бидејќи и во надворешните работи, и во внатрешните работи манифестира слаба држава, да не речам држава во пропаѓање. Да не реагирате на вакви прашања, значи дека не сте свесни или не знаете. Значи, вие не се однесувате државнички, не манифестирате капацитет на држава. Францускиот претседател Емануел Макрон веќе најави дека треба да биде потпишан нов договор во Париз меѓу Македонија и Бугарија, а токму тој ќе бил гарант на добрите односи меѓу двете земји. Експертската јавност вели дека доколку дојде до потпишување на нов договор, тоа со сигурност ќе доведе и до предвремени парламентарни избори. Инаку францускиот предлог веќе е во бугарското собрание каде треба да добие зелено светло, а потоа ќе се чека и на прифаќањето на сите земји членки на самитот кој треба да се случи на 23 и 24 јуни.